Bog go blagoslovi Štip, negov nekogašen žitelj ke bide proglasen za svetec. Vernicite go znat kako episkop Gavril Velički, Štipjani go pametat kako potomok na Parnadžijevi. Na mesto to kada nekogaš bila negovata kukja i kada stojele skulpturi izraboteni od negova raka, počne izgradbata na hram posveten vo negova čest. Gradот Štip со ова богоугодно дело, со овој храм, му покажува посебна почит и му се одолжува и на Бога и на светителот за неговата преголема слобода пред Бога, за неговото чудотворство и исцеление. Канонизацијата на епископот Велички за светител ке се означи на голем јубилеј за Македонската православна црква. Светиот синод на Македонската православна црква идната година, кога го слави својот јубилеј 50 години од автокефалност, односно возобновување на Охридската архиепископија во лицето на Македонска православна црква, ќе донесе одлука и во месецот мај ќе биде прогласен, односно канонизиран за светител. Канонизацијата ќе ја направиме во градот Štip, во црквата Свети Никола, во родниот град на светиот епископ Велички Гаврил. Моштите на епископот ќе бидат носени низ сите градови, за на крај да бидат положени во Štip, на местото каде некогаш го почнал својот световен живот. Црквените храмови се потреба на граѓаните да ги изражуваат своите верски чувства, едноставно да дојдат да се помолат, често пати да се смират, а верувам дека тука покрај моштите на епископ Велички Гаврил, тоа ќе го направат многу повредостојно и ќе имаат смирение, спасение, ќе имаат помош за нивните болки и потреби. Ова место во иднина ќе собира многу верници на молитва и поклонение. Најдобро нешто на светот се граде храмови, да се служи на Бога, да се оде во црква, да се луѓето во црковат малку. Од тоа нема нешто подобро. Денески е голем ден, голем празник, Света Педеседница, слегување на Светиот Дух и на убав ден и Свети Гаврил Лесновски, епископ Велички, нека се моле за нас. Епископот Велички Гаврил е роден во 1926 година во Štip од православни родители Методи, подоцна со монашко име Кирил и Горица Парнадžijevi. Дипломира вајарство на Белградскиот универзитет, но сето световно го остава зад себе и му се посветува на Бога најнапред како монах на Светагора. Откако како македонец предстојот во Грција му е прекинат, служи во манастирите во Матка се до 1974 година кога доаѓа во Лесново. Се упокојува на 12 јануари 1990 година, но не ги остава своите духовни чеда. По неговото заминување во Горниот Ерусалим, на многумине им се јавил на сон, а на едно негово духовно чедо на кое нагло почнал да му слабее видот, му се јавува на сон и го излекувал. Во домот на едно негово духовно чедо од неговата слика која ја дал додека бил жив, почнало да тече свето миро. И до ден денес чудеса се случуваат на неговиот гроб, како она со болната Лора од кочанско тркање, која чудесно се исцелува откако лекарите веќе кренале раце. Селаните кажуваат дека по неговото упокојување во Господа, на неговиот гроб гледале светлина во вид на огнен столб.